ден, почитуван колега Димовски, со вашиот говор, искрен, многу аналитичен, многу луѓе се препознава во собрание. Меѓутоа, вистината е таа. За жал, почитуван колега, во овој случај Социјалдемократскиот сојуз бара разрешување на Марко Зврлевски. Професионалец, докажан во својата работа, на домашно и на меѓународно ниво. Но, истовремено, од другата страна поставуваат кадри, нестручни, на клучни позиции и гледаме што се случува. Но, барем кај дел од нив, се појавува некоја морална одговорност и веќе двајца од нив се повлекуваат. Дали заради тоа што ние реагиравме, дали тие почувствува и сватија, може би беа излагани, но се повлекува и што е многу важно, му кажа не на Заев. А уште многу други ќе му го кажат тоа. Допрва иди приказката за него. Почитуван колега, партениците од Социјалдемократскиот сојуз молчат за Марко Зврлевски, за продавањето на националните антимакедонски интереси, за негрижата кон граѓаните во Република Македонија, за задолжувањето, за стратегијата со бегалците. Тоа значи, според мене, додека молчат, значи се согласуваат со се што говориме ние. Но доаѓа времето кога тоа ќе мора да го потврдат со гласење во собранието. Тогаш ќе се види кои се предавниците и кој е предава Македонија. Ќе мора едно што да го направат, тука да гласат. Заев ќе им даде, тој ќе се биде настрана, тие ќе гласат. Меѓутоа се појавува еден друг проблем, еден феномен, секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. А тоа е поставањето на кадри. Непотизмот. На највисоко ниво. Го има и на ниско ниво, и во Штип се случува во повеќе институции, и дел од граѓаните реагираат и велат за ова ли гласавме. Јас знам дека допрва следи нивното разочарување. Но генералниот секретар Рашковски да си ја вработи собствената баба во комисијата за жалби и сега кој на кого ќе одговарате, мол? Една работа. Втората приказна што се случува со генералниот секретар. Ни повеќе, ни помалку, собствениот кум Дејан Костич си го ангажира за правни работи во владата. Толку комисии, институции, оделенија, раководители, луѓе кои работат, стручни во владата, меѓутоа за еден сериозен хонорар, тој си го вклучува во себе. Дали тоа не е непотизам? Дали е тоа што граѓаните гласаат цело време? И дали така треба да се гради правната држава? А тука зборуваме за Марко Зврлевски, човекот кој сериозно цел живот се вложил во својата професија, со својот труд и својот квалитет и капацитет. Благодарам.